civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Национализмот ги пораѓа најсиромашните, ги пораѓа најмногу работниците, но она што е иронично тука е што токму тие кои што се најмногу погодени од национализмот, па се први што го поддржуваат него. Тие се првите што гласаат за партиите кои што пласираат такви програми, такви платформи на изборите. И тоа можевме да го видиме, сме го виделе многу пати низ историјата, не само кај нас, а секаде во светот, но можевме сега да го видиме на последниве избори кај нас, затоа што според мене најголем победник на овие избори беше национализмот. Има една изрека која што често пати ние си ја кажуваме во тие кругове, тоа е дека ако луѓето немаат леб да јадат, дајте им национализам. И затоа национализмот пали. Работата е што претходно ние имавме партии кои што на тие луѓе кои што немаат леб да јадат, им ветува дека ќе им дадат леб, ќе им дадат, не знам, поголеми права, поголеми плати, повисока социјална помош и слично. Сега тие партии ги снема, односно или тие ветувања не ги реализира, па луѓето се разочара, или пак ги заборавија тие ветувања. И во таква ситуација просперира десничарите кои што ветуваат националистички пароли. Значи, кога луѓето немаат леб да јадат и кога никој не им дава леб, луѓето се фаќаат за оно што некој ќе им го даде, а тоа е во оваа ситуација национализмот.